Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео во него повторно ќе зборувам за најновата книга од авторката Шефали Цабари, Родителска карта. Во ова видео поконкретно ќе зборувам за практични вежби, значи ќе ги прикажам неколку практични вежби од првиот чекор, од првата фаза, кој што беше наречен фокусирање на вистинскиот проблем, на исправниот проблем. И преку овие вежби ќе можат родителите многу полесно да се фокусираат на значи да видат самите кој е вистинскиот проблем на кој што треба да се фокусираат во процесот на родителствување. Кога родителот ќе разбере дека неговите фрустрации, неговите конфликти со децата многу повеќе се заради неговите емоционални болки и рани од неговото минато, отколку самото дете кое што е пред него, тогаш родителот ќе може да направи еден голем чекор кон менување и да направи промени во врската со своето дете. Значи, од обвинување и срамење, тој ќе почне да се движи кон своја собствена одговорност, значи да бара своја собствена одговорност за своите проблеми, за начинот на кој што реагира тој во врската со детето, и кога навистина ќе свати како неговите емоционални проблеми играле значајна улога во процесот на родителствувањето со детето, тек тогаш тој може да направи една промена во неговиот фокус во процесот на родителствување. Првата вежба која што сега ќе ја прикажам, во суштина таа помага да може родител да си ги види своите фантазии, своите очекувања, своите стравови, своите ранливости, своите болки, и како тие потекнуваат од неговото минато и како влијаат врз процесот на родителствувањето со своето дете. Сега, првата вежба во суштина представува само една реченица која што Шефали ја дава и на која што родителите треба да ја дополнат, да дадат одговор. Реченицата гласи: сега јас ќе ви ја покажам. Тај првата вежба. Станав родител затоа што. И гледате, овде има 3 точки. Станав родител затоа што. После тие 3 точки, таа вели дека родители можете слободно да ги пишите вашите одговори. Откако родителите ќе ги напишат нивните одговори, што забележувала најчесто Шефали? Шефали најчесто забележувала дека тие одговори биле многу слични едни со други и дека најчесто одговорите биле: јас сакам, значи станав родител затоа што јас сакам деца, јас сонувам да станам родител, јас сакав големо семејство, јас сакав да бидам обкружен со љубов и прифаќање и така натаму. Од овие реченици што забележуваме? Како започнуваат? Започнуваат со зборот јас. Ако таа вели: драги родители, вие во оваа вежба ги започнавте ова реченица, ја продолживте со зборот јас, ако е така, тогаш најголема и најверојатна е причината поради која што сте имале деца, дека нема многу врска со самите деца, туку многу повеќе е поврзана со вашите собствени надежи, со вашите соништа, со вашите фантазии. И зошто е вели таа важно ова да го освестите? Важно е да го освестите затоа што преку овие одговори можете да забележите дека тие и текако укажуваат на вашето родителско его. Значи, овие одговори, ако се фокусирате на нив, ќе забележите, ќе можете да видите дека уште пред да се родат вашите деца, вие на некој начин сте биле исполнети со тие потреби, со тие желби, со тие соништа, со тие очекувања
и без никаква освестена свест сте биле подготвени да ги фрлите врз вашите деца. Без да размислите дали воопшто одговараат на вашите деца. Дали навистина тие се совпаѓаат со вашите деца, со нивната суштина, со нивната природа. Но таа вели сега останете со оваа свесност овде малку, за момент, бидејќи ова нешто кое што за многу од вас може би го знаете, може би не сте го освестиле, е големо освестување и вели дека преку овие изјави друго што можете да забележите. Можете да забележите дека како што сте влегувале во процесот на родителствување, вие сте носеле еден тежок товар кој што ги обликувал и започнува да ги обојува сите ваши одлуки кои што ги носите во односот со вашето дете. Значи, сите последователни одлуки, откако ќе имате дете, се обоени од овие ваши очекувања и ваши соништа за вашите деца. И сите тие последователни одлуки, значи, влијаеле врз начинот на кој што вие сте реагирале кога, например, ако вашето дете го исполни вашето очекување, како сте ги пофалувале, како сте се чувствувале, колку возбудено сте се чувствувале, колку одушевени сте биле, или ако се случило обратното, колку сте се чувствувале разочарани, на каков начин, како сте му се обраќале на детето, како сте го обвинувале, како сте го срамеле и така натаму. И сега, понатаму Шефали продолжува со втората вежба. Втората вежба исто така представува една реченица на која што треба исто така родителите да дадат одговор во продолжение. Втората вежба гласи: се чувствувам под стрес или јас сум под стрес со моето дете затоа што. Значи, родителите треба да дадат одговор на ова прашање, на ова изјава, не прашање. И повторно таа ги прашува родителите: како ја завршивте ова реченица? Кој беше првиот збор после затоа што? Дали тоа беше името на вашата ќерка или вашиот син? Или пак нивните имиња ги заменивте со зборовите тој или таа? Или пак можеби сте ставиле некое друго име од некоја личност, друга ваша во вашиот живот? Доколку е така, таа вели дека вие го припишувате вашиот стрес надвор од вас. И ако тој збор не е јас, е било кој друг збор, можно е да имате проблем, во најголем случај, значи имате проблем и потребно е навистина да проверите каде е вашиот фокус во односот со вашето дете. Дека може би вашиот фокус е на погрешно место. И за да може да ви го објасни оваа вежба многу подобро, да освестите, да го освестите вашиот стрес во односот со вашето дете, јас овде ќе останам вака, значи ова вежба ќе можете да ја гледате, сето е со цел, со намера, подосна ќе видите зошто. Шефали, значи да се вратам назад, Шефали дава една приказна, значи со една нејзина клиентка и нејзиното дете. Клиентката се викала Ели, нејзиното дете Бека, и бидејќи тие имале проблем затоа што постојано се расправале и воопшто немале добри односи, дошле кај вторката Шефали и побарале помош од нејзина страна. И кога го слушнала проблемот Шефали,
И истото и таа, и го поставила, значи дошла до вежбата и го поставила прашањето и рекла: Ели, барам сега од тебе да одговориш на ова реченица. Да ја довршиш реченицата едноставно. Јас сум под стрес со моето дете затоа што. И Ели ја завршила реченицата со одговор: Јас сум под стрес со моето дете, бидејќи мојата ќерка Бека е кошмар од дете за мен. Таа едноставно е пркосна, тврдоглава е и едноставно не ме слуша. И таа понатаму и раскажала на Шефали како сите методи на воспитување кои што биле пренесени од незините родители, дека ги спробала врз својата ќерка, дури и викала, ја замолчувала, ја казнувала, ама ништо тоа не функционирало. И понатаму продолжила и рекла дека навистина јас сум под стрес со моето дете затоа што таа е најтешкото дете за мене. Шефали, едноставно мојот живот, моето дете ми го прави ноќна мора. И Шефали, значи, сега ве упатувам малку да се фокусирате повторно на овие зборови, на ова вежба и од ова до сега дали можете нешто да дали до сега нешто разбирате по однос на ова? Дали можете да разберете зошто мајката така се однесувала? Ги давала тие одговори. Значи, Шефали, што оно што сака да им го објасни сега на родителите? Цело време овде можеме, вели, да забележиме како мајката Ели била насочена кон незиното дете и незиното однесување и ова, значи, незините сесии последователни кои што се случувале неколку недели, истото се случувало. Кога и да дојдела мајката на сесите, кога и да почнале да разговараат околу проблемот, мајката цело време се вртела околу однесувањето на незиното дете, карактерот на незиното дете. И се додека овие работи се случувале исто, никаква промена не можела да се случи во односот со помеѓу мајката и помеѓу ќерката. Меѓутоа, кога после неколку недели Ели сватила дека таа е дел од создавањето на таа динамика, тек тогаш можела да направи една промена и затоа што цело време се до тогаш незината динамика била овековечена со едни токсични циклуси. И кога дошла, значи после неколку недели, повторно мајката, Шефали ја прашала: Ели, дали навистина ти сакаш да направиш промена, дали си спремна да направиш промена во врската со твоето дете? И мајката едноставно и рекла: па зарем не гледаш дека сум под стрес цело време? Јас сум спремна и како сум спремна да направам промена. И Шефали и рекла: јас гледам дека после овие неколку сесии забележувам дека сакаш да направиш промена, меѓутоа, за да можеш тоа да го направиш, ќе треба да погледнеш малку подлабоко внатре во себе. И тогаш мајката наеднаш скокнала и извикала: па како? Јас да направам промена, која е таа промена која што јас треба да ја направам како мајка? Како е овој однос со моето дете, моја вина? Мојата ќерка, ти кажав дека не ме слуша, не ги извршува домашните обврски, училишните обврски исто така не ги извршува. Како можам јас да бидам виновно за моето дете кое што е мрзливо, кое што не е одговорно, кое што не е послушно? И тогаш Шефали одговорила: јас забележувам, а истото и ти треба да го разбереш, дека твојата врска со твоето дете воопшто не блеска. Затоа и си тука, нели? Забележувам дека ниту ти, ниту твоето дете не сте среќни во врската. Значи, наместо твојата врска да цвета,
твојата врска е исполнета со болка и со страдање. И ова треба да го разбереш дека има многу големо влијание врз менталната благосостојба на твоето дете. И ти си дел од динамиката во оваа врска. И затоа е потребно да се фокусираш на овој дел од проблемот, а тоа нешто подразбира да се фокусираш на твоето исклучување и да се фокусираш на твојата неповрзаност. И Шефали тогаш и предложила на мајката и рекла: ајде сега, ели, повторно да се вратиме на вежбата. Да дадеш одговор на реченицата: јас сум под стрес со моето дете затоа што. И тогаш продолжила, ја довршила Ели реченицата и рекла: јас, Шефали, се чувствувам премногу неуспешна како мајка. Очекувам моето дете да биде многу посебно, а таа секогаш ми пркоси, тврдоглава е и се чувствувам дека сум потполно неспособна како мајка, дека сум потполно неспособна како родител, како да сум никој и ништо. Едноставно чувствувам како да ме мрази моето дете. Конечно, Ели, како родител, се префрлила на вистинскиот проблем. Во динамиката, значи вистинскиот фокус во динамиката, кој биле? Биле се префрлила на нејзините чувства. Значи, како што продолжила со терапијата последните недели, таа успевала да ги следи своите чувства и, значи, се повеќе и повеќе да навлегува во себе, да работи на себе, од што, значи, произлегло нејзиното поврзување со нејзините болки од детството. Значи, таа почнала постепено последните сесии да ја раскажува како нејзината мајка никогаш не била наоколу додека таа била дете, затоа што била извршен директор во нејзината компанија и секогаш била зафатена. И токму поради тоа или се чувствувала заборавена често од својата мајка, значи доволно не се чувствувала дека е доволно добра за да може да и го привлече нејзиното внимание, се трудела да биде најуспешна, се трудела да биде најпослушната, највредната ќерка, најдобра во класот. Сите оценки биле најдобри, најдобра во генерацијата, меѓутоа ништо од тоа не било доволно важно за нејзината мајка. За да може таа да ја даде потребното внимание кое што го барала или од неа. И поради тоа таа не се чувствувала доволно добра, како да била дефектна, како да била непотполна, нецеловита на некој начин. Меѓутоа, преку сесите со Шефали, таа работела на себе и набрзо била во можност да може да разбере дека тој копнеш за внимание, за вредност од страна на нејзината мајка, дека го прифрлила врз своето собствено дете, врз својата ќерка Бека. И кога нејзиното дете се спротивставило на нејзиниот авторитет, или уште полошо многу пати, значи ја игнорирала, или премногу лично тоа си го сваќала, и наместо да може да ја разбере својата ќерка тука, да ги разбере нејзините чувства соодветно на нејзината развојна фаза, значи бидејќи била во годините на тинејџер, мајката, значи Ели, била потполно внесена во својата едноставно борба за моќ и значење. И всушност таа самата ги проектирала своите собствени потреби и своите, кои што, значи, биле потиснати уште во нејзиното дете, во нејзиното детство, значи своите собствени повредености и болки од своето собствено детство, врз својата ќерка. И потокму поради тоа таа не можела да си ја види својата ќерка, своето девојче, како таа си била во својата природа,
одбивајќи да значи таа да биде одговорна за мајчинските несретнати потреби од своето детство. Меѓутоа, подоцна, кога почнала да работи со Шефали, набрзо, значи, разбрала дека токму тие несретнати потреби, несозреаности нејзини, емоционални недораснатости од нејзиното детство ја блокирале нејзината способност да може да се поврзе со своето дете. И увидела како нејзините собствени реакции врз нејзиното дете биле резултат на бесот нејзин од собственото детство кое што си го имала врз нејзината мајка. Меѓутоа, кога го освестила сето тоа, набрзо што се случило? Бесот кој што го имала во себе, постепено почнал да се смирува, постепено почнал да исчезнува, да бледе, да излегува од неа. На местото нејзино да влегува свесност. И не само што оваа свесност почнала да направила една голема трансформација кај мајката, туку направила и огромна промена во односот со нејзиното дете. И Шефали вели сега, значи, откако го кажува примерот во книгата, таа вели, се надевам дека како родители навистина ќе имате едно подобро разбирање за тоа како ние родителите ја проектираме нашата собствена внатрешна болка врз нашите деца. И поради тоа таа вели сега повторно обидете се, драги родители, сега после ова да можете да дадете одговор на втората вежба. Значи повторно. Јас сум под стрес со моето дете затоа што? Значи да можете да дадете одговор со кој што ќе можете да се оддалечите од обвинувањата кон вашите деца, да се оддалечите од вашите фрустрации и наместо тоа да дојдете до вистинските чувства за себе. Значи, да разберете едноставно дека вашите собствени фантазии, вашите очекувања од минатото, бидејќи не се сретнати, бидејќи не се дораснати, бидејќи не се видени од страна на вашите родители, и текако во процесот на родителствувањето ги тргате затоа што сваќате дека ги внесувате во вашето родителствување. И кога ова нешто ќе го разберете, вие влегувате со исправната нога во процесот на родителствувањето. И таа вели како резултат на оваа свесност, секојдневно со вашето дете можете да градите нова свесност, која што ќе ве води кон тоа што помалку да ги обвинувате вашите деца, што помалку да сакате да ги поправате вашите деца и да почнете да поставувате прашања кои што значат само рефлексија и кои што значат само одговорност кон вашите деца. Кои се тие прашања? Јас ги напишав, да можете да ги видите, да ви биде појасно. Значи, тоа се 4 прашања. Првото прашање е зошто се чувствувам на овој начин околу моето дете? Второто е што е тоа што во мене го предизвикува чувство на страв и недостаток со моето дете? Третото, како овој момент со моето дете мене ме подсетува на нешто од моето минато? И четвртото прашање, кога сум се чувствувала слично во други аспекти од мојот живот? Значи, кога како родители ние кај нас цврсто ќе се всади свесноста дека пред се родителството е заради подигнување на самите себе, тогаш секојдневно, значи, нашиот мускул за саморефлексија почнува да едноставно да расте се посилно и посилно, и на овој начин вели процесот на свесно родителствување и текако им помага на родителите да можат да пораснат и да можат да еволуираат понатаму. И таа им предлага на родители
гледате, вели родители, обидете се последните неколку дена да забележувате, да ги забележите сите оние начини на кои што, значи, ги обвинувате вашите деца за вашиот стрес и да се обидете да ги замените со таа вина, значи со ваша самосвест. Преку поставување на едно клучно прашање, а тоа е како мојата внатрешна состојба од минатото или од сегашноста влијае врз тоа јас постојано да си го осудувам моето дете. Значи, колку повеќе ние стануваме свесни за своите внатрешни проекции, како ние, значи, ги пренесуваме врз нашите деца, во суштина го правиме првиот исчекор од патот на несвесност, влегуваме кон патот на свесност со нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.